Novi pravila za nabavka na ogrevni drva. Namesto na šalteri vo kancelarija so prijava, nabavkata na ogrevno drvo ќе оди преку пополнување на специјална апликација. И со поднесувањето се поднесува до сите шумски стопанства, се пополнува апликацијата и со тоа стапува на сила, значи, донесувањето на одлука за склучување на договор со лицето или правниот субјект кој сака да биде со нас. За да добијат дрва сите заинтересирани, мора да ја пополнат оваа апликација која е достапна на интернет, па дури потоа да се надеваат на дрва. Од друга страна, апликантите не можат да се надеваат на топло наредната година ако не си ги платиле дрвата од оваа, порача од Македонски шуми. Сите физички лица и сите правни лица кои го немаат подмирено долго спрема Македонски шуми нема да бидат во можност да купат дрва од нас. Македонски шуми имаме неколку развојни компоненти, инвестираме во неколку современи софтвери и ако правниот субјект или физичкото лице го нема подмирено долгот, не може да купи дрва од било која подружница во Република Македонија. Новата апликација е уште една од низата измени што Македонски шуми ги воведоа годинава откако лани голем дел од граѓаните останаа незадоволни од динамиката на испорака на огревни дрва. Во Виница е укината можноста за плаќање на рати со исклучок на пензионерите и социјалните случаи, но на нив ратите од 8 им се намалија на 5. Во Кочани пак пензионерите ги откажаа порачките зашто еден од условите беше сами да си обезбедат транспорт. Со истиот проблем се соочија и штипските пензионери, па упис на дрва нема ниту овде.